Здраво, другарчиња, во новите мини вести. Ние сме многу среќни што ќе се дружиме и денес. Време за вашите омилени мини вести. Ова го подготвиме за вас. Денеска во мини вести, заедно ќе дознаеме зошто постојат денот и ноќта и како се менуваат, а пред крај ќе одиме кај Чичко часовничар каде зборуваме за времето. Не го менувајте каналот, вие гледате мини вести. Луција, дали знаеш зошто настануваат денот и ноќта? Давид, тие постојат бидејќи земјата се врти околу сонцето. Браво, Луција, ова е точно, но ајде да научиме уште интересни работи. На оваа тема од прилогот што следува. Сончевата светлина предизвикува на земјата да се менуваат денот и ноќта. Земјата се врти во Вселената како вртелешка и тоа со брзина од 1690 км на час. Бидејќи земјата се врти околу својата оска, но и околу сонцето, изгледа дека тоа изгрева на исток и заоѓа на запад. На земјата и се потребни 24 часа за да се сврти еднаш, односно да настане денот и ноќта. Кога земјата се врти на страната што е оддалечена од сонцето, тогаш настапува ноќта. Денот настапува кога страната на земјата е свртена кон сонцето. Но дали звездите ги имаме само навечер? Не, драги другарчиња, звездите се наоѓаат на небото и во текот на денот, но се невидливи со голо око, бидејќи сончевата светлина е многу посилна од нивната. Секоја минута од денот, некаде во светото сонцето изгрева, а некаде заоѓа. Некаде е пладне, а некаде полноќ. Земјата е поделена на 24 временски зони. Линиите на географските должини ги делат зоните на картата. Растојанието меѓу нив покажува колку се врти земјата за 1 час. Кога одиме кон исток, часовникот го местиме 1 час нанапред, секогаш кога ќе преминеме една зона. Кога пак одиме кон запад, часовникот го местиме 1 час наназад. Но времето може да го одредиме и со помош на сенките. Например, наутро, светлината секогаш паѓа во прави линии, па така што за се што стои на незиниот пат, се гледаат темни сенки кон напред. На пладне, сонцето се наоѓа во својот зенит и сенките се многу куси. Навечер, сонцето се наоѓа мощно ниско на хоризонтот и поради тоа сенките се долги. Следен пат, кога ќе бидете на отворено, обидете се да ја забележите вашата сенка и запомнете дека сонцето воопшто не се движи. Времето го мериме во секунди, минути и часови. За да дознаеме колку е часот, гледаме во часовник. Денес ќе дознаеме како се мери времето. Но ќе одиме и кај часовничар. Во дамнешните времиња ловците го мереле времето на своето отсуство, броејќи колку ноќи преспале надвор. Витезите употребувале песачни часовници за мерење на времето на турнирите. Турнирот завршувал кога песокот ќе истечел од горната половина до дното. Луѓето едно време употребувале и сончеви часовници. Во текот на денот, сончевата сенка паѓа врз бројчаникот и го означува времето. Ова го практикувале и египтјаните, кои дења мереле сенката на стапот од нивната часовна скала. Ноќе луѓето полнеле пак сад со вода. Додека истекувала водата низ направеното дупче, тие ги читале часовите обележани на ѕидот од садот. Бидејќи немале часовници, на луѓето тешко им било точно да знаат колку е часот, па никогаш не пристигнувале на средбите на време. На луѓето им биле потребни стандардни мерки за време. Во 1581 година Галилео наблюдувал една лампа што се ниша. Тој забележал дека насоката на движење на лампата е секогаш иста, независно од незината големина. Така е пронеден часовникот што точно го мери времето со помош на нишало. Од тогаш луѓето го употребуваат часовникот. Денес имаме часовници од секаков вид, а најпопуларни се автоматските. Токму за часовниците зборуваме со часовничар. Јас сум Стефани, сум кај часовничарот Златко Зафировски. Како се станува часовничар и кој ве научи вас? Часовничар се станува со прво е нормално родителот те усмерува и те прашува дали сакаш да учиш занает или ќе одиш на училиште. И сега тие моменти, тие години, тие размислувања тогаш беше, бидејќи мојот татко е часовничар, па сакам да бидам часовничар, исто како мојот татко. И ме прати на занает,
го изучив занаетот го учев кај неговиот мајстор и така станав часовничар. Дали знаете да ги поправате сите часовници? Па, искрено, никогаш не може некој да каже дека ги поправа сите часовници. Меѓутоа, ги поправам. Од најобичните, од, да кажеме, комплицираните, античките часовници исто, тие што се постари од 100, 150, 200 години, нив ги поправам. Бидејќи сум работел во музеи за антички часовници, знам која е процедурата, ги работам и нив. Па сите, меѓутоа, часовниците се како во овој момент како телефоните. Секоја година два нови модели. Компликации многу поголеми, затоа не сум специализирал за некои многу екстремни компликации. Меѓутоа, у суштина, ако гледаме на ово поднебие што се работи, ги работам сите часовници. Како часовниците го мерат точното време? Часовниците го мерат точното време, како што знаете. Некои се на батерии, некои се на навивање, некои се автоматски кои сами се навиваат. Така да, ќе го наместиш часовникот на точно време, ќе го навиеш, работи 24 сата, повторно го навиеш, ако е на навивање, ако е на батерија, ставаш батерија година, две и ти го кажува точното време. Се зависи во која земја живееш, затоа што знаеме дека има саат, 8 сата, 9 сата разлика од нашево време на нашево подневје. Или да кажеме, ако часовникот не го мери точно времето, треба да се смени батерија или да се изврши поправка на часовникот ако е мануелен, доаѓате кај мене и јас ви го поправам и го враќам да работи. Го оживувам часовникот. Јас сум Стефан и ве поздравувам од кај часовничарот. Градинката е место кое насоцира на весело уреден простор, шаренило на сите страни, насмеани лица и песнички. Секој ден одиме во градинка, каде поминуваме еден дел од денот. Тука се нашите другарчиња, но и учителки. А колку повеќе се играме и истражуваме, толку повеќе ќе научиме. Во градинка имаме безброј можности за неограничено истражување, и тоа на многу непознати теми, со помош на нашите учителки. Чечковците и тетките кои прават истражувања, велат дека првите другарчиња ги стекнуваме во градинка. Тука ги учиме и првите песнички, но и првите лекции по бон тон. Во градинка сите ја почитуваме учителката и ја слушаме. Важно е да бидеме умни и мирни деца, за да се зачува редот и мирот. Кога се јаде, јадеме сите заедно. Исто кога се учи или игра, но и кога се спие. Во градинка учиме да ги почитуваме нашите другарчиња и нивното мислење, како и да работиме сите заедно. Одењето во градинка е многу повеќе од игра, тука ги добиваме првите лекции од животот. Со таму си играме, си пееме песнички, зашто убаво ние си играме со играчки, пееме песнички. Мама и тато се на работа, а ние сме во градинка. Тие одат на работа и ние мораме да одиме у градинка за да не седиме сами. Дека во градинка одиме и таму си пееме песнички, си играме. Одиме во градинка зашто дека не учат и дека учиме песнички, зашто пееме песни, цртаме, играме. Зашто треба да учиме. Моите ме носат во градинка дека сакам да учам, зашто е убаво. Кај што нема кој да ме чува дома. Мама е на работа, па дека треба да учиме. си играме, си пееме песнички. Не пушта учителката цртани да гледаме. Качуваме по столици, си играме. Песнички и си го твориме. И правиме глупости, они не карат ние, кога кога сме на ручек јадеме. Си играме, боиме. Си играме едни игри со корички, ние правиме кори, си играме со другарчињата.
Таму пееме песнички, боиме, си играме. Убаво градинка треба да се однесуваме. Ако учителката ми рече да си играме, ќе си играм. Ако ми рече да кјутиме, ќе кјутиме. Треба да се однесуваме убаво, да не ги трепаш другарчињата, да не ги буткаш, да ги тепаш, да не ги плискаш по глава. Мора нешто да учиме, да бидеме мирни. Смееме да гледаме цртани, смееме да пееме песнички, а не смееме да играме со играчки. Не се унесуваме лошо. На не ги тепаме другарчињата и на не пјукаме на маса. Треба да се однесуваме добро, па не смееме да правиме пушки, да трчаме. Да не се тепаме. Во градинка не одиме у сабота и недела, се празник. Кога е сабота и недела. Не одиме у сабота и недела. Кога се болен, не треба да одиме у градинка. Кога е празник, не одам. Пошто мама и тато не одај во работа, одиме некаде со колата, шетаме во некој парк. Кога сум болна. Кога е викенд, не одам во градинка. Па викендот е кога сум болна. Одиме на одмор, па после одиме кај баба и кај дедо и пак се враќаме дома. Играчките одат на тестирање пред да ги купиме. Така можеме да сме сигурни дека сме безбедни. Во продолжение ќе ви покажеме како се тестираат играчки. Погледнете во прилогот. Играчките не се само забава. Тие играат голема улога во нашиот развој и преку игра ни помагаат да постигнеме подобра координација, управување со сила и комуникација. А пред родителите да не ги купат играчките и да почнеме да си играме, тие поминуваат тест кој ќе потврди дека се безбедни за играње. Овој тест го прават група возрастни луѓе кои на некој начин си играат со нашите играчки. Овој сладок слон денеска ќе оди на тестирање за да се провери неговиот квалитет, но и дали поседува делови со кои може да се повредиме или да ги голтнеме. Бидејќи се предпоставува дека очињата лесно може да ги одлепиме, чичкото направи тест колку добро се залепени. Тој стави тек од 9 килограми, а очињата останаа на своето место и слончето го помина првиот тест. Следно на листата е да се провери квалитетот на играчката и дали лесно се кине. На слончето се ставаат тегови, кој пат за жал го скина и тоа не го помина вториот тест. Но треба да знаеме дека не се тестираат само меки играчки. Следни се пластичните кои одат на тест за издржливост, каде се проверува нивната црстина. Па доколку играчките лесно се скршат, тие не се безбедни за играње. Денес научивме како се тестираат играчки и сме сигурни дека играчките кои ги имаме дома се безбедни. И денес имам интересни прашања за докторката Слагана. Докторка, зашто имаме температура? Покачената телесна температура е еден многу чест симптом кој што се јавува во склоп на разни заболувања или пак инфекции. Всушност, покачената температура представува само еден добар знак дека организмот има добар имунитет, односно дека имуниот систем се бори против настанатата инфекција, без разлика дали е таа вирусна или пак бактериска, и токму поради тоа родителите не треба воопшто на некој начин да се паничат доколку нивното детенце има покачена температура. Напротив, тоа е знак дека организмот на некој начин се бори, односно почнува активирање на имуниот систем. А зашто мериме секогаш температурата? Телесната температура е битно да знаеме колку е
бидејќи нормално телесната температура од 36 до 37 степени Целзусови, а веќе над 38 со 5 степени е таа температура кога треба да алармираме, односно да дадеме средство за симнување на температура. Многу од родителите на некој начин се паничат кога нивното детенце има температура, што е сосема непотребно, бидејќи температурата е само еден добар знак дека детето има добар имунитет и тогаш дека се активира имуниот систем, односно доаѓа до активирање на белите крвни клетки кои што представуваат еден вид нели војници во нашиот организам и целиот тој систем на таа една војска која што ја објаснувавме во некоја од претходните емисии доаѓа до активирање, што значи дека многу од бактерии и вируси токму температурата од 38 степени ги уништува и се справува на тој начин самиот организам со инфекцијата. Што треба да направиме кога имаме температура? Кога имаме покачена телесна температура, пред се советуваме на родителот да се дават доволна количина на течности. На тој начин правиме и разладување на самиот организам и снижување на телесната температура. Облоги кои што можат да бидат нели млаки облоги измешани со вода и со медицински алкохол и кои ги ставаме на стомаче, на гради, таму каде што имаме најповршински крвни садови, најлесна ресорбција и доаѓа до полесно ладење на телото. А доколку имаме температура над 38,5, во тој случај даваме сирупчиња, односно антипиретици, кои што имат улога да ја намалат покачената телесна температура. За да имаме бели и здрави запчења, секој ден треба да ги миеме, но и да внимаваме што јадеме. Ако не одржуваме хигиена, тие ќе се расипат, ќе не болат и ќе мора да одиме на заболекар. Ние бевме во градинката Мимоза, каде со нашите другарчиња зборувавме на оваа тема. Еве што прават тие за да имаат здрави запчења. Ги мијам од кога ќе станам завите 2 пати во денот. Секој ден ги мијам. Ја ги четкам секоја сабајле. Ја на вечер си ги мијам. Наутре не. Кога ме боли запче, турам на завар. Седнуваш на столицата и ти го прават завар. Влегувам ги заварат, седнувам на фотелјата и ставаме светло. Првен ми ги гледа зъбите со едно огледалце. Ставаме светло и заварот после вака зима едно стапче и со огледалцето ми ги чисти. Го вадиш и ставаш нов зъб. Полека ќе оставиш, насилно полека, мара, со клешти. Ми ги гледа зъбите. Со едно такво, ми вели на го отворам устата, ми ги чисти зъбите. Одам на заболекар, па ми ставаат една мала паста и ми ги четкаат зъбите, па ми даваат вода да се напијам, па потоа јас си ги мијам така зъбите и ќе плукнам во лавабо и ќе ми бидат чисти. Тука има испукано едно, црно со бело и тука сите се испукани и црно со бело сите. Ставам на четката паста и си ги мијам зъбите. Ставаш и ја ставаш на четката и ги мијаш зъбите напред, назад, лево, десно. И па со паста и има четка. И после си ги триеш. Да ги миеш зъбите со паста. Најубаво да си ги чистиш нормално. Пастата ga ставам на четка и после си ги мијам зъбите надоре и дагоре. Ја земам четката и ставам паста и вака си мијам. Кога ќе јадеме чоколада и бомбони, треба после да се измијат зъбите. Чоколадите, бомбоните прават каријас и не треба да ги јадеш. И па да не се јаде чоколадо за да не бидат пели. Не треба да јадеме чоколади. Не треба и тортел да јадеме. Не треба да јадеме колачиња, чоколадо и бомбони
Од тоа ќе ни се расипат забите. Добивме интересни одговори поврзани со запчињата и хигиената на устата, но ајде да повториме што треба да правите. Млечните запчиња се дел од процесот на растење и развивање, но и покрај тоа што ќе ни паднат, за нив мора да се грижиме исто како и за трајните запчиња. Млечните заби, во споредба со трајните, имаат потенки слоеви на забни супстанци, па поради тоа полесно и побрзо може да се расипат. Ние не сакаме да имаме кариес и да не болат запчињата, па знаеме дека треба да ги миеме секој ден, барем по 2 пати. Стоматолозите велат дека треба да ги четкаме барем 3 минути наутро и навечер. За да имаме бели и здрави запчиња, не треба да јадеме карамели, бомбони и чоколадца, бидејќи тие создаваат кариес. Например, може да јадеме свежо овошје и зеленчук, како јаболка, морков и слично, кои се сметаат за чистачи на запчињата. Најчест причинител за појава на кариес се бактериите во устата и нездравата исхрана. Имајте здрави заби и детство без болести. Се вели дека цел живот учиме и тоа е навистина така. Постојат многу работи кои не ги знаеме, а се навистина интересни. За денес ви подготвивме малку познати факти за животните, човекот и вселената. Дали знаете дека кога ќе се засрамиме, освен лицето ни поцрвенува и стомакот? Бадемот е дел од семејството на праските. Нашите очи од раѓање остануваат исти, додека носот и ушите не престануваат да растат цел живот. И рибите кои живеат 800 метри под површината на морето немаат очи. На генијалецот Алберт Ајнштајн во 52-та година му било понудено да биде председател на Израел, но тој одбил. Коалата не пие вода, бидејќи потребните течности ги внесува преку листот од еукалиптус. Потполно помрчување на сонцето се случува на секој 18 години. И за крај, тигарот има иста кожа како и крзно. Со Мини Вести, секогаш дознавате нови интересни факти. Останете со нас. Нашето време за денес истече. Вие гледавте Мини Вести. Чао!